Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе го проучиме Псалм 119. Начинот на кој оваа песна е напишана е навистина посебен и очигледно е дека авторот посветил особено внимание при пишувањето. Станува збор за акростичен псалм, но е малку поинаков од сите кои досега ги обработивме. Да ве подсетам, акростични псалми се оние кои започнуваат со секоја буква од еврејската азбука. Причината поради која Псалм 119 е поинаков е фактот што има по 8 стихови кои почнуваат со секоја од еврејските букви. Еврејската азбука има 22 букви. Помножено со 8, тоа ни дава 176. Толку стихови има овој псалм. Ова го спомнав во претходната епизода, но сакам да го нагласам и сега. Во овој псалм се велича Божиот збор кој му е даден на човекот. Божиот збор е всушност Светото Писмо. Сите стихови од овој псалм, со исклучок на 2 или 3, на еден или друг начин се однесуваат на Светото Писмо. Зошто е важно Светото Писмо или Божиот збор? Бидејќи преку него Бог ни ја има откриено својата волја и ако сакаме да имаме блиско заедништво со него, нема друг начин освен преку познавање и применување на Божиот збор. Пред да почнеме со читање и обработка на овој псалм, сакам исто така да напоменам дека нема да имаме време да ги прочитаме сите негови стихови. Ке се обидам да прочитам барем по 1 до 2 стихови кои почнуваат со различните букви од еврејската азбука. Патем, Џон Рускин за овој псалм вели: интересно е тоа што од сите делови од Библијата кои мајка ми ме тераше да ги учам напамет како дете, овој беше најтешкиот, но кога пораснав, ми стана и најубавиот поради тоа што ме научи уште повеќе да го сакам Божиот закон. Ке почнеме со Алеф. Тоа е првата буква од азбуката, стих 1. Блажени се непорочните по патот нивни, зашто одат според законот Господов. Потоа во стих 2 се вели: блажени се оние кои ги пазат сведоштвата негови и од се срце го бараат. Тоа ни е потребно и нам денес, да го бараме Господ од се срце, не со пола срце, туку со целото наше битие. Што значи да се бара Господ од се срце? Тоа значи да бидеме целосно посветени, да ја спознаеме и да ја исполнуваме неговата волја, да го сакаме Господ и неговиот збор, повеќе од се останато, да не се колебаме кога верно ги исполнуваме неговите заповеди. Сега доаѓаме до буквата Бет, стих 9. Како момчето ќе го запази во чистота патот свој, ако ги пази зборовите твои. Младите луѓе се соочуваат со голем број искушенија и многу од нив се чини дека не знаат по кој пат да тргнат или пак најчесто се одлучуваат да одат по патот на гревот и пороците. Но псалмистот вели дека има начин како да го запазат својот пат во духовна и морална чистота. А тоа е преку познавање и применување на Божите зборови, а тие пак ни се дадени во Светото Писмо, стих 11. Ги сокрив во срцето свое заповедите твои, за да не грешам пред тебе. Некои луѓе мислат дека значењето на овие зборови се однесува на учењето библиски стихови напамет, но тоа не е така. Не сакам да бидам погрешно сватен. Јас верувам во важноста на учењето библиски стихови напамет, но зарем и сатаната не знае стихови од Библијата напамет? Тоа многу добро го гледаме во ситуацијата кога го искушуваше Исус во пустината. Поентата на овој стих е не само да знаеме нешто повеќе за Божјиот збор, туку да му бидеме послушни. Сигурен сум дека дел од најголемите грешници и криминалци во општеството знаат да цитираат барем еден стих од Светото Писмо, но
Каква е ползата од тоа нивно знаење на писмото? Никаква. Писмото ни е дадено да го читаме и применуваме, а не само да го учиме напамет. Следна е буквата Гимел, стих 18. Отвори ги очите мои и ќе ги разберам чудесата од твојот закон. Ова е еден од стиховите кои се всушност и моја молитва, како за себе, така и за сите вас кои ја слушате оваа аудиопрограма. Мојата желба и копнеш на срцето е Бог на секој од нас да му ги отвори очите, за да ја согледаме длабочината и убавината на неговиот закон. Би рекол дека токму овој стих треба да биде еден вид на мото зад самата оваа програма. Господе, отвори ни ги очите за да ги разбереме чудесата од твојот закон. Следува буквата Далет, стих 25. Душата моја лежи во прав, оживи ме според зборот твој. Живееме во свет кој на многу начини се обидува да направи нашата душа да лежи во прав, односно да се валкаме во мисли, дела и навики кои се штетни за нас. Но решението лежи во Божјиот збор. Таму можеме да ја најдеме Божјата волја и ако посветено ја следиме, ќе бидеме духовно оживеани. Сега доаѓаме до следната буква од азбуката, а тоа е буквата Хе. Стих 33. Покажи ми го, Господи, патот на Твоите наредби и ќе се придржувам за нив до крај. Ова е важна и богоугодна животна цел. До крајот на животот да се придржуваме до Божите наредби и да го следиме Божиот пат. Следна е буквата Вав. Стих 41. И нека милоста Твоја, Господи, прииде на мене и спасението од Тебе според зборовите Твои. Кога ја искусуваме Господовата милост, таа не само што ги менува нашите животи, но исто така и тече низ нас во животите на другите луѓе. Стих 47. Им се насладувам на Твоите заповеди, кои многу ги засакав. Дали се насладувате на Божиот збор? Дали читањето на Божиот збор ви предизвикува радост? Ако не е тоа така, би ве охрабрил од Бог да барате да ви даде радост и љубов за неговиот збор. Јас го направив тоа пред многу години и до ден денешен се уште ја молам таа молитва, бидејќи верувам дека му е угодна на Бог. Сега наред е буквата Заин. Стих 49. Спомни си за словото Твое кон Твојот слуга, со кое си му дал надеж. Сега доаѓаме до буквата Кет. Стих 57. Дел мој си ти, Господи, си реков, ќе го пазам законот Твој. Ќе го прочитаме и стих 62. На полноќ станувам и те величам поради Твоите праведни уредби. Дали некогаш ви се случило на полноќ да станете од спиење само за да му се помолите на Бог и да му благодарите за неговиот збор? Тоа можат да го направат само христијани кои се длабоко благодарни за Светото писмо. Следува буквата Тет. Стих 69. Се зголеми неправдата од гордите врз мене, но јас од се срце ги пазам Твоите правила. Срцето им е бездушно како сало, но јас уживам со Твојот закон. Тука имаме јасен контраст помеѓу оние кои живеат во грев и оние кои живеат во светло на Светото писмо. Оние кои го читаат и применуваат тоа што го пишува во Светото писмо, се луѓе кои ја имаат пронајдено вистинската радост во животот. Наред е буквата Јот. Стих 73. Твоите раце ме создадоа и изградија, вразуми ме и ќе се научам на Твоите заповеди. Бог го создаде човекот, но не само тоа, туку и му го даде својот збор, за човекот да знае како е најдобро да се живее животот. Тоа е исто како некоја фабрика која произведува автомобили. Само луѓето кои го дизајнираат и произведуваат автомобилот ќе знаат
кој е најдобриот начин на кој истиот може да се користи. Бог најдобро знае што е полезно за нас и тоа ни го има откриено во неговиот збор. Следна е буквата Ламет. Стих 89. Ти постоиш вечно, Господи. Твоето слово е за секогаш утврдено на небото. Ова е навистина интересен стих, на кој многу пати имам проповедано низ годините. Авторот вели дека Господовото слово е за секогаш утврдено на небото. Еве како јас го разбирам тоа. Господовиот збор првично е стандард на небото, а потоа на земјата. Доаѓаме до буквата Мем. Стих 97. Колку го засакав, Господи, Твојот закон, секој ден се поучувам од него. Дали вистински го сакате Божиот закон? Стих 99. Станав поразумен од сите учители мои, зашто сведоштвата Твои се моја поука. Во минатото, кога на теолошки факултет го предавав предметот библиска синтеза, со студентите се шегував и им кажав дека немаат право да ми го цитираат овој стих, бидејќи ќе добијат лоша оцена. Поентата на стихот е дека оној кој редовно и длабоко го проучува и разбира Божиот збор, ќе се здобие со голема мудрост. Сега наред е буквата Нун. Стих 105. Твоето слово е светилник на нозете мои и светлина за патеката моја. Потоа е буквата Самех. Стих 113. Оние со дволично срце ги замразив, но Твојот закон го сакам. Како можете да покажете дека го сакате Божиот закон? Многу е едноставно, ако го читате и применувате тоа што е таму запишано. За жал, денес луѓето одвојуваат време за да читаат многу нешта на интернет, но не одвојуваат време за Божиот збор. Доаѓаме до буквата Аин. Стих 126. Време е, Господи, да се дејствува. Твојот закон го осквернија. Овие зборови се всушност еден вид на молитва од страна на авторот. Тој сигурно погледнал околу себе и видел дека голем дел од луѓето не го почитуваат Божиот збор и затоа бара од Бог да дејствува, да стори нешто во однос на тоа. Сега наред е буквата П. Стих 129. Прекрасни се Твоите сведоштва, затоа душата моја ги запазува. Објавувањето на Твоите зборови просветува и скромните ги вразумува. Стих 137 е дел од оние стихови кои почнуваат со буквата Цади и гласи: Праведен си ти, Господи, и праведни се Твоите пресуди. Потоа стих 145 е дел од оние кои почнуваат со буквата Куф и гласи: Те повикувам со сето срце мое, услиши ме, Господи, и ќе ги пазам повелбите Твои. Тебе те повикувам, спаси ме, за да ги пазам Твоите уредби. Бог не бара од нас да го почитуваме неговиот збор за да не спаси, но, откако ќе ни го даде спасението, од нас очекува да се водиме според неговите уредби. Сега доаѓаме до буквата Реш. Стих 154. Пресуди според мојата правда и искупи ме, заради словото Твое оживеј ме. Единственото средство кое може да ги оживее нашите души е Божиот збор. Двајт Муди рекол дека единственото пробудување кое можеме да го искусиме е пробудувањето од Божиот збор. Се надевам дека ние денес ќе бидеме сведоци на такво нешто. Доаѓаме до буквата Шин. Стих 161. Кнезовите ме гонат без вина, но срцето мое се плаши само од Твоите зборови. Авторот изјавува дека не се плаши од луѓето, но има стравопочит само кон Божјите зборови. Сега наред е буквата Тав. Ова е последниот, стих 176. Се заблудив како загубена овца.
Побарај го твојот слуга, зашто не ги заборавив твоите заповеди. Немојте да ги заборавате Божите заповеди. Се додека неговиот збор е во вашето срце, се додека длабоко во себе имате искрена желба да бидете блиску до Бог, можете да бидете сигурни дека тој ќе ја уважи таа желба и ќе ја имате неговата благонаклоност. Ова е навистина прекрасен псалм во кој се дава чест на Божиот збор. Ако на Божиот збор, односно Светото писмо, му пристапиме со ваков став, можеме да бидеме сигурни дека тоа ќе го промени нашиот живот и ќе не подготви за вечноста. Навистина би сакал да дојде ден кога во нашата држава ќе му се дава поголема чест на Светото писмо. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.